почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувана јавност. Јас сум за Република Македонија на ово европско првенство и за мене тие се европски шампиони. Меѓутоа реалноста е друга. Во недела се игра финале, а Македонија таму е нема. Таму се Англија и Италија. Сега овака се однесувате и вие, кога го браните овој буџет и овој ребаланс на буџетот. За вас нормално е, затоа што вие сте представници на мнозинството, да навивате за ова и да кажувате дека е во ред. Меѓутоа реалноста е друга. Во нареднија неколку минути ќе се обидам да ви ја презентирам реалноста во која што живееме и за жал е таква каква што е, меѓутоа ние се трудиме веќе неколку денови, се надевам дека ќе успееме во текот на останатите наредни денови од оваа дискусија малку да го измениме вашиот план за живот. Во 2017 година, кога го носевте планот за живот, каде што презентиравте дека ќе има брде и долини тука, со не знам какви позлатени патишта, вие ветувавте дека ќе има 5% секоја година раст на БДП-то. Во првиот квартал од оваа година имате пад на БДП-то од 1,9%. И многу често знаете да се повикате на корона кризата, знаете да се повикате на целата светска и економска и здравствена криза, која што де факто и го поремети живењето во целиот свет. Меѓутоа, ако направиме една компарација со нашите соседни земји, можеме да го видиме следново, без да гледаме навивачки. Во Косово, во првиот квартал, пораст на БДП-то 5,57%. Албанија, пораст 5,53%. Србија, пораст 1,7% и Република Македонија пад од 1,9%. Странските инвестиции во Косово, првиот квартал, 119 милиони евра. Албанија, 229 милиони евра. Србија, 960 милиони евра и Република Македонија 25 милиони и 660 илјади евра странски директни инвестиции, нешто што е поразително. Или по глава на жител, Косово 68, Албанија 81, Србија 138, Република Македонија само 12 евра странски директни инвестиции. И доколку не ви е јасно зошто е тоа така, треба самите да бидете свесни како инвеститорите одредуваат каде ќе инвестираат. Нормално, како сите големи корпорации кога ќе седнат на маса и кога прават план за развој на нивните капацитети производствени, тие земаат повеќе параметри во предвид. Земаат дали има корупција, дали има инфраструктура, дали има комуникација, дали има царински пречки и така натаму. Меѓутоа, она што вие сакате да го криете, Transparency International го откри, каде што се констатираше дека Република Македонија не стои 11-то место во корупција во светот. И сега многу е нормално дека ако некој од вас сака да инвестира пари, ќе отиде да инвестира во некое подрачје, во некој регион, во некоја држава каде што нема да му бараат едно за вицето, едно за црквата, нема да му бараат за Боки 13 за телевизијата, за реклами и така натаму. И тоа е многу нормално и не треба воопшто да не чуди. Луѓе, ние како што сме тргнале, поблиску сме до Судан, до Сомалија и до Еритреа, отколку до Шведска, до Данска или до Норвешка. Арно, овие првите што ги набројав, не сме натаму тргнати. Јас како што знам, барем декларативно, се залагаме кон првата половина на таа табела, меѓутоа, движејќи се по надолна линија, побрзо се приближуваме до нив. Сега овака. Просечната плата, вие цело време се повикувате на просечната плата. Има тука една убава статистика која што ќе кажам, не сум ја измислил ја, не ја измислиле ВМРО ДПМНЕ, туку е многу реална и е статистика која што се темели на движењето на цените на пазарот. Просечната плата во 2020 година била 26.442 денари,
во 2021 28.217 денари или зголемување за 1795 денари. Меѓутоа, со просечната плата и со разликите кои што се настанати од инфлацијата, може сега, за разлика од лани, да се купат 144,5 литри помалку бензин. Можат да се купат 126,6 литри помалку нафта. Може да се купи 340,9 литри помалку екстра лесно масло за гориво. Може да се купи 95,3 литри зејтин помалку. Може да се купи 127,3 килограми шекер помалку и 44,5 литри млеко помалку. Факт е дека се зголемува просечната плата, нормално и минималната плата, меѓутоа факт е дека ние ништо не направивме за да спречиме инфлацијата. Луѓе, не се спречува инфлација со ваучери. Со ваучери не се спречува ништо. Ваучерите, затоа што оваа влада виде дека еднаш помина пред парламентарните избори, сега повторно пред локалните ги активирате, за да не си го признаете поразот и за да не си видите каде ви е местото. Факт е дека народот нема пари и може би многумина ќе се излажат за тие 5-6 000, 10 000 или да отидат на одмор 3 дена или 5 дена, нема да испаднат на гласање или пак ќе гласаат за поддршка, меѓутоа не се решаваат проблемите во државата со ваучер од неколку илјади денари. Ние треба да гледаме за инфраструктура, треба да гледаме да се зајакне здравствениот систем, да се зајакне образовниот систем, да се зајакне земјоделието, парите да бидат кај граѓаните, а не да им ги зимаме на сите можни начини, сега и преку дополнување на цената на нафтата, и потоа ние ќе кажуваме дека владата им дава пари. Не им дава владата пари. Тие пари се украдени од граѓаните. Тие пари претходно не оделе во владата, сега одат во владата. И сега одат во буџетот и потоа ќе ги вратиме на кој начин. Еве да ви кажам, од кога е СДСМ на власт, колку имаме дополнителен трошок за литар нафта. 14,06 денари. 1,2 денари, знаете дека нафтата не се одредува цената ниту во владата, ниту било каде, туку таа зависи и од светската берза, меѓутоа еден дел зависи и од државата. Државата во овие неколку години за 14,06 денари ја зголеми цената на литар нафта. 1,2 денари се додаде на големопродажна маржа, 1,4 на малопродажна маржа, 0,25 за транспортни трошоци, 3 денари тевдовски кои ги воведе акцизите и 0,54 на тие ДДВ. Понатаму кризни акцизи во корона кризата лани, исто така 3 денари, 0,54 ДДВ на тоа. 3,5 сега кој што ви кажувате како еколошка такса, врска нема од еколошка такса, и 0,56 на нив ДДВ, тогаш ќе дојдеме до една цифра, до една сума од 14,06 денари по литар зголемување на нафтата. Каде се парите? Кај граѓаните или во државата? Ги враќате или им ги земате? Ајде да бидеме реални. Зборувавте дека во 2008 година била највисока цената на нафтата. Да, беше највисока цената на нафтата. Меѓутоа, на 3 јули 2008 година 143,95 долари чинеше еден барел нафта. Во моментов, односно по денешна берза, са бајле видов податок, 73,8 долари. Сега ако направиме една аналогија на таа цена и на оваа, со овие трошоци, вие ако сте владееле тогаш нафтата ќе била 150 денари, немало да биде 90. А тогаш беше 90 бензинот. Ке продолжам понатаму. Велите сте вовеле зелена нафта. Да, воведовте, меѓутоа не е исплатено. А и правилниците ги направивте онака за да не земат луѓето пари. За тутунот воопшто не постои мерка зелена нафта. Најголемиот број земјоделци во Република Македонија одгледуваат тутун. За нив нема, тие се исклучени од оваа мерка.
За јачменот и за пченицата 1250 денари е по хектар. За градинарските култури 3750 денари по хектар, зборувам за годишни суми. За овошките 4666 денари, за маслинки, калини, малини, јапонски јаболка, смокви и така натаму 3333 денари по хектар. Меѓутоа, минимумот е 5 декари. Кажете ми кој индивидуален земјоделец сади краставици или патлижани повеќе од 5 декари? Никој. Практично тој со тоа не може да ги искористи овие пари. Тракторите се застарени и сега се дава некоја нафта у просек околу 700 до 800 денари годишно, меѓутоа тоа е недоволно и со подкачувањето воопшто како да не сме дали. Статистиката исто така темелена на едни добри пресметки во историјата на Република Македонија од 1991 до сега, кажува уште една работа, министерот многу добро треба да знае, дека кога имаме поскапување на нафтените деривати за 1%, се јавува инфлација за 0,46%. Тоа значи дека со ова поскапување од 3,5 денари, ќе имаме покачување во проценти приближно околу 5, а инфлација ќе има 2,3% на цените кои што се сега. Ако ја вклучиме тука и оваа инфлација во месец мај, во месец јуни, ќе видиме дека инфлацијата ќе биде многу повисока од проектираната што беше претходно за жал. Уште една работа ме буни. Потоа ќе преминам на овие конкретни ставки. Ме буни како сте толку горди на средствата за социјална заштита кои што се издвојува. Значи, претходно имало 2500, како што претходно кажа колешката, корисници на образовен додаток, па станале 15.000. Имало во 2019 година 22.500 семејства кои што користеле социјална парична помош, сега има 32.345. Па тоа е зголемување за цели 9.855 семејства кои што земаат социјална парична помош. И сега велиме дека имаме 16,6 милиарди денари повеќе за социјалната заштита. Ова е поразителен податок. Поразителен податок е ова. Ние не треба да се гордееме затоа што имаме многу повеќе пари за социјална заштита. Баш напротив, овие се продукт на ненавременото стопирање на распадот на системот со короната. Доколку навреме реагиравме тогаш, немаше да бидат 9.855 семејства социјално загрозени повеќе од лани. Да не зборуваме за зголемувањето на цените во градежната индустрија. Поради спиењето на властите, без разлика дали е локална, дали е централна, поради неисполнувањето на оние ветувања, поради доцнењето на договорите. Дури Светската банка имаат реагирано дека поради ненавремено реализирање на проектите имаме разлики во финансиската конструкција. Не знам дали сте во ТЕК железото, беше 37 денари, сега е 67 денари по килограм. Не знам дали знаете дека даските, талпите, летвите и така натаму, оние кои што се користат во градежништвото, се поскапени за 100%. Стиропорот е за 40%. Луѓе ќе треба и нови анекси дури да се направат на договорите, затоа што имаме енормна разлика во цените. И пак ќе повторам, не сме тука да навиваме, туку мислам дека треба малку посериозно да работиме како држава и да ги инвестираме средствата онаму каде што најмногу може да се помогне, а тоа е во инфраструктурата. Ќе повторам, за да дојде некој инвеститор, треба да види дали е во ред инфраструктурата, дали има доволна комуникација и така натаму, па понатаму да се одлучи дали ќе инвестира во Република Македонија. Сега ќе преминам малку на оваа анализа. 42,9% изголемување кај Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието. Јасно ни е зошто е тоа така, затоа што ги нема Министерство за земјоделие исполнето врските кон земјоделците
ниту со исплата на субвенции, ниту со исплата на зелената нафта, која што рековме дека е проблем. Председателот на Република Македонија, бидејќи ми снемува време, гледам побрзо да ги стасам. Кај председателот на Република Македонија, купување на возила, зголемување на ставката за 60%. Фонд за иновации и технолошки развој само 4,65%. Мислам дека тука мора да се зголеми малку повеќе, за разлика од возилата. Меѓутоа, во Фондот за иновации, за жал, имаме зголемување на 11% за платите и договорните услуги 75%. Реформи во полицијата 11,8% намалување. Не знам дали ги гледавте оние протести кога протестираа за Монструм, со какви капчиња беа од 1989 година. Да, од тогаш се, од јас ги видов, ми ги сликаа внатрешните бројките. Да, со какви капчиња беа и кога ги маваа со камења им ги искршија главите на полицајците, за жал. Немаме инвестиции никакви, немаме ниту реформи и уште една работа. Патни дневни расходи 59,18%. Знаете зашто ги исплаќаат? Затоа што неподобните полицајци ги испраќаат од еден град во друг град и им плаќаат патни трошоци. Наместо да си останат. Која ќе биде поефикасна полицијата? Нема да биде. Само одиме тука на реваншизам политички и купување на возила. Добро, јетите мислам дека се уште вршат работа. Има зголемување во полицијата за 377,8%. Министерството за одбрана неверојатни 628,57% зголемување на ставката на МВР. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Ова ми бодеше во очи уште во буџетот и уште ми боде очи. 500.000 евра за обележување на 20 години од рамковен договор. 500.000 евра. Во услови кога немаме набавка на амбулантни возила, на противпожарни возила, ствари видовме едно од Загреб набавија за милиони и колку беше таму. Ние 500.000 евра даваме за рамковен договор. Ко не знам што да се случило тогаш. Поправки и тековно одржување 80% во нова зграда влегува. Некогаш ќе се побара одговорност од тие луѓе? Или тие ни се шефови во државата? Понатаму. Поддршка на развој на мали и средни предпријатија се намалува за 8,6% ставката, интеграција во Европската Унија 83,3%, ова зборувам за Министерство за економија. Имаме за унапредување на животна средина 5,65%, а кажуваме за гасификација имаме намалување, а кажуваме паралелно дека ќе имаме еколошка такса. Кај ќе одат тие пари? Никој не знае. Железничка инфраструктура намалување 28, неколку проценти. Финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој зголемување, тоа преска го кажав. Технолошко индустријски развојни зони намалување на средствата. Кај ќе одат инвестиции? Како ќе дојдат? Видовме дека додека има обврски оние претходни инвеститори за рефинансирање, имаше директни инвестиции, односно се броја како директни инвестиции. Завршија нивните обврски, никакви инвестиции. Сега пушти и ги намалуваме средствата за развој на технолошките индустријски зони. Материјали и ситен инвентар, Министерство за труд и социјална политика. Зошто, бре, луѓе? Зошто 133% изголемување на оваа ставка? Јас не знам дека е нешто паралелно изградено. Министерство за труд и социјална политика нема изградено уште 50 нови старечки домови, нема изградено 20 нови градинки, па за да треба таму да се носат тие средства. 133%. И затоа што немам многу време,
Министерство за образование и наука би пофалил проекти во основно, 76% изголемує, предпоставувам овие дека се од заемот, меѓутоа, инклузивно образование се намалува, средно образование се намалува, проекти во средно се намалува, изградба на училишни спортски сали во основни училишта се намалува, средни училишта се намалува, реконструкција на ученички домови, студентски домови. Ова ви беше нешто што ви беше од 2017 ветено. Секаде се намалуваат истите ставки. Јас не гледам дека има подобрување на животот во студентските домови и она што ми падна повторно во очи тука кај драгата Мила Царовска, купување на возила, зголемување на ставката 17,54%. Претходно малку беа 200.000 евра, сега 250.000 евра. Па добро ве луѓе. Зборуваме до сега 10 пати на Комисијата за образование. Училиштата немаат санитарни јазли, немаат кровови, немаат никаква инсталација. Ги немам во мене бројките моментално, ќе ви ги обезбедам, почитувана колешка. Да ги видите колку училишта се греат се уште на дрва. На миличка и дошло до 250.000 евра за возил. Господ да ни ја напоможе. Благодарам.